Четвртата и последна тема од наставниот предмет математика во трета година има наслов права во рамнина. Оваа тема содржи 8 наставни единици и последната 9 е задачи за самопроверка. Кои се тие 8 наставни единици? Значи во оваа тема ќе зборуваме за видови и облици на равенка на права, за општ вид на равенка на права низ две точки, сегментен вид на равенка на права. Понатаму доаѓа експлицитен вид на равенка на права и равенка на права што минува низ една точка. Исто така, во облици на равенка на права спаѓа и нормален вид на равенка на права. Ке бараме растојание од точка до права, агол меѓу две прави, заемна положба на две прави и равенка на симетрала на агол и равенки на симетрали на аглите на две прави кои што се сечат. За крај имаме задачи за самопроверка, за да провериме што и колку сме научиле во оваа наставна тема. За почеток, ќе почнеме со општ вид на равенка на права. Неколку прашања. Со колку точки е определена една права? Одговорот е со 2. Значи, низ две точки поминува една и само една права. Колку прави минуваат низ една точка? Низ една точка може да поминат бесконечно многу прави. Низ кои било две различни точки минува една и само една права. Овој исказ е точен исказ. Да го нацртаме графикот на линеарната функција 2x минус y еднакво на 1. За да се нацрта графикот на оваа функција, потребно е и доволно се две точки да имаме. За x ќе земеме произволни две вредности, например, ако x е 0 и го замениме во равенката, ќе добиеме y еднакво на минус 1. Ако земеме x единица и го замениме, y ќе добиеме 2 минус 1, 1. Значи имаме две точки кои може да ги сместиме во координатниот систем x, o, y. Точката 0 и минус 1 ќе се најде на оваа позиција и точката со координати x1 и y1 ќе биде на следнава позиција. Ако овие две точки ги повржеме, ќе се добие бараната права, односно ќе се добие графикот на линеарната функција кој што представува права. Значи, ова е равенка на правата, односно графикот на правата 2x минус y еднакво на 1. Да се подсетиме што изучува аналитичка геометрија. Аналитичката геометрија се занимава со одредување на положбата на точки во рамнината со помош на систем броеви кој што е наречен координати на точка. Тој систем на броеви, значи, представуваат координати на точки, а изучувањето на геометриските фигури го вршиме со помош на алгебра, врз основа на метод на координати. Значи, да повториме. Аналитичка геометрија се занимава со одредување на положба на точки во рамнина со помош на систем на броеви кои се наречени координати на точка. А приликом изучувањето на геометриските фигури, исклучиво користиме алгебарски средства, односно алгебра, со помош на метод на координати. Значи, во аналитичка геометрија основни задачи може да бидат две. Првата задача на аналитичка геометрија е
Ако се познати геометриските својства на дадена линија, односно права, тогаш да ја најдеме равенката на таа права. Втора задача на геометрија аналитичка е ако ја знаеме равенката на дадената линија, односно ја знаеме равенката на правата, тогаш да ги најдеме геометриските својства на таа права линија. Во оваа задача да се обидеме да ја најдеме равенката на правата која што минува низ точките А и Б зададени со своји координати и да ја одредиме зависноста меѓу координатите на точките А и Б и било која точка П со координати X и Y што лежи на оваа права. Ако го формираме векторот АБ и векторот АП, тие два вектора се колинеарни, па може да забележиме дека векторот АБ може да се запише како ламда по АП, значи АБ е ламда по, односно АП е ламда по АБ, каде што ламда е ненулти реален број, инаку правата продолжува и од точката П натаму и од единицата надолу, значи тоа е бесконечно множество на точки. И сега векторот АП ќе има кои координати? Кога од X ќе извадиме 2, од Y кога ќе извадиме 1. Ламда по од векторот АБ ќе го добиеме кога од Б ќе вадиме А. 5 минус 2 е 3 и 4 минус 1 е 3. Од тука X минус 2 по и Y минус 1, втората координата е 3 пати по ламда и 3 пати по ламда. Два вектора се еднакви, ако им се еднакви координатите. Значи 3 ламда ќе биде X минус 2 и 3 ламда ќе биде Y минус 1. Од овие две равенки наоѓаме дека ламда ќе биде X минус 2 врз 3 и во втората равенка ламда ќе биде Y минус 1 врз 3. Бидејќи ламда со ламда е еднакво на левата страна, овие две равенки ќе имаат и десни страни еднакви, односно X минус 2 врз 3 ќе биде еднакво на Y минус 1 врз 3, множејќи ја целата равенка со 3, ќе се елиминира именителот и ќе добиеме X минус 2 дека е еднакво на Y минус 1. Од тука, префрлувајќи се на лева страна, добиваме дека X минус Y минус 1 еднакво на 0 е равенка на права која што минува низ двете точки А и Б и таа равенка сме ја добиле во општ облик што ќе зборуваме понатаму. Значи, зависноста меѓу координатите на точките А и Б со било која точка П со координати X и Y што лежи на правата е која? Првата координата минус втората координата на точката минус единица секогаш е еднаква на 0. Значи, уште еднаш, равенката X минус Y минус 1 еднакво на 0 може да ја обележиме со буква П, таа представува равенка на права низ двете дадени точки А и Б.